Празнично утро го одбележуваме, го чествуваме 11 октомври, а кога е празник зборуваме и за убави нешта. Една престижна награда која што ја доби Сдруженијето на граѓани со ретки болести Живот со предизвици Битола. Ке чуете за каква награда и со што се аплицираше ова здружение за да ја добие оваа награда. Во утринската програма гостин е Весна Стојмирова, председател на ова здружение. Весна, добро утро. Добро утро. Честит празник и убав ден одбравме за да зборуваме за наградата која што ја добивме. Еве да им откриеме на нашите гледачи што се крие зад името на наградата ПАЛ. Така, ПАЛ е Patient Advocacy Leadership, односно ако би го превела, би дошло лидерство во борба за правата на пациентите. Она што оваа награда годишно ја дава компанијата Гензим, одбира неколку организации во светот и со таа награда им ги поттикнува и понатаму да се борат за правата на пациентите, така со на финансиски начин ги подпомага и ги поддржува, но секако тоа е важно затоа што, например, оваа година имаше 50 земји од светот кои аплицира за оваа награда и Македонија спадна во тие 9 земји кои ја добија награда. Одлично. 50 земји за вакво нешто е голема конкуренција. Што беше тоа што било пресудно кај комисијата за да одлучи токму нашево здружение да ја добие наградата? Практично со што аплициравте? Така, па оваа година имавме многу активности, се вклучивме и во Европската асоциација за ГОШЕ, се вклучивме и на Евроазискиот состанок што се случуваше во Москва и покажавме дека имаме потенцијал да работиме и повеќе и да придонесеме кон тоа пациентите да добијат вистински третман што го заслужуваат. На оваа награда аплициравме со еден проект за една голема кампања која ќе трае, се надевам, цела година, со различни брошури кои ќе бидат информации на македонски јазик, затоа што во Македонија нема информации на македонски јазик токму за ретките болести, можеби затоа што сме ретки и што сме малку, но увидовме дека иако сме малку имаме огромна поддршка од различни групи на луѓе во Македонија, па дури и од средни школи, што е многу добро, бидејќи знаеме дека не сме сами овој пат и кога ќе застанеме нашиот глас не е глас на 20 луѓе, туку ќе биде глас на 10.000 луѓе. Така. Колкава е бројката на луѓето со ретки болести во светот, а потоа да кажеме и кај нас во Македонија за да направиме една паралела што се случува во светот со овие луѓе, а што кај нас? Така, добро, тие бројки веќе ќе бидат многу различни. Значи, во светот има премногу луѓе со ретки болести, тоа не би можела да ви ја кажам таа бројка. Јас најдов податок 350 милиони луѓе. Тоа е голема бројка на светски. Да, но тоа нон-стоп се менува токму затоа што и диагностицирањето напредува, затоа што порано диагнозата не беше толку добра како што е сега. И во Македонија напредува полека таа диагноза и јас знам дека од тие 20 на крајот ќе испаднат дека сме 100, дека не сме само 20, затоа што со тек на време диагнозата станува се подобра и подобра, затоа што и лекарите се повеќе се интересираат и се едуцираат за тоа. Јас сум затоа и многу благодарна на детската клиника затоа што тие се повеќе и повеќе се трудат да напреднат и во третман и во грижа на самите пациенти. Тоа е она што значи лекарски кодекс и она што е нивна задача и обврска. Каков е третманот на овие луѓе во нашава држава? Го заслужуваат, го добиваат она што го заслужуваат или сепак кампањата која што ја планирате ќе го добие навистина она што го сакате? Така. Јас се надевам дека со оваа кампања ќе постигнеме некакви резултати во нашите преговори со Министерство за здравство, кои се уште траат. Ги започнавме уште пред денот на ретките болести на 29 февруари.
и се надеваме дека оваа кампања ќе помогне да се развие свеста и кај граѓаните, но и да придонесе кон тоа Министерството да донесе што побрзо одлука, затоа што таквите одлуки и треба да се донесат побрзо и да бидат долгорочни решенија за третман на ретките болести во Македонија. За сега се лечат 2 пациенти на терет на државата, додека 5 пациенти се лечат со донација токму од компанијата Гензим, која донираше и наградата. Моментално, да речеме, имаме еден малечок проблем кој нема да биде мал ако порасне, нели, нормално. Имаме 12 годишно девојче на кој итно е потребен третман, таа боледува од Гоше и фазата во која е напредната болест е многу висока. Да им кажеме на гледачите накусо за каква болест станува збор, Гоше? Така, Гоше, така, значи девојчето има енормно зголемена слезина и енормно зголемен црн дроб и тука веќе тромбоцитите се стварно ниски. Значи тоа девојче сега треба да подлегне на операција за да ја извадат слезината, бидејќи таа веќе почнува да работи за лошото на пациентот наместо за доброто. Ние сакаме да го спречиме тоа и за тоа е потребен еден интервентен увоз од страна на Министерството за здравство, барем на 50 ампули да се започне со лекувањето и со тоа да можеме, нели, да покаже една добра волја, па ние да можеме да бараме и донација понатаму, за тоа девојче да го спасиме, за да има нормален живот, затоа што ако се извади слезината, секое друго лекување понатаму би било да не речам за џабе, затоа што не може да се поправат сите тие работи што би се поправиле. Мислам, цел организам би бил наполно здрав и би имала нормален живот доколку, нели, ги добие лековите. Јас се надевам на позитивен одговор, можеби ќе го добиеме наредната недела. Ете, го испреќам еден апел до министерот да ја донесе вистинската одлука во овој случај. Колку оваа награда практично ќе значи и поттик за владата и колку оваа награда ќе ве воведе во светот на другите вакви здруженија? Црпите ли нивни искуства? Имам чувство дека кампањата е практично првиот чекор кој што нашево здружение го прави. Веројатно во светот овие невладини организации се понапредни во организирањето на разни проекти. Да, токму така и интересното е што сите тие откако слушнаа за процесот што се случува во Македонија, за преговорите и за наградата, сите се понудија да помогнат во организирање на кампањата, дури да испраќаат и своји материјали, видеа, значи брошурите што ги преведуваме моментално се од нивна страна дадени за ние тука да ги преведеме, нели, во консултација со нашите доктори, па да ги дадеме информациите на јавноста. Значи сите се ретките болести, здруженијата што се во светот, сите се многу хумани, сите се многу соработливи, многу комуникативни и едва чекаат да помогнат. Мислам, тоа е многу интересна работа и јас се надевам дека ќе продолжиме со соработката со нив. Сега ќе се видиме на состанок наскоро во ноември месец, каде што веројатно ќе потпишат и писма за поддршка на здруженијето кои ќе бидат испратени до Министерството и до владата на Република Македонија и ќе гледаме да одиме напред колку што е можно повеќе и да видиме и во Македонија да се случи она што се случува веќе во светот, односно борбата за третман веќе е згасната затоа што третман веќе добиваат пациентите и сега се оди кон борба за социјално вклучување на тие пациенти, за психолошка поддршка и помош на нивните семејства и мислам дека е време и тоа да се случува и во Македонија, но веројатно со повеќе едукација и на населението, и на докторите, па и на Министерството, мислам дека ќе постигнеме. Така, освен кампањата, што друго ви е во план како здружение за следната година? Споминавте дека бројката не е точна. Сигурно има поголем број на луѓе во нашава земја кои што боледуваат од ретки болести. Дали можеби и тоа е еден од проблемите кои што треба да се реши во најбрз временски период, за да знаете колку луѓе практично им е потребна помош во нашава земја? Така, тоа ќе се случи веројатно со едукацијата на самите доктори. Значи во Македонија има доктори кои се едуцирани, но тие се во мал број.
и се на детската клиника во Скопје, но јас се надевам дека и самите доктори од таму се понудија да едуцираат во цела Македонија, да ги едуцираат другите доктори со целта стапка на дијагностицирање да биде повисока, односно да им биде полесно да знаат, затоа што има голем број пациенти што се мачат цел живот со различни дијагнози за на крајот да стигнат до вистинската кога веќе е предоцна. Така. Весна, разговорот го почнавме со честитка за денешниот ден, за празникот, а ќе го завршиме со честитка за наградата која што ја добивте и многу желби за успешна кампања и еве следниот разговор веќе нека биде со некој позитивно, некое достигнување на ова здружение Живот со предизвици Битола. Ви благодарам многу и наредниот пат веројатно ќе се видиме кога ќе започнеме интензивно кампањата, па ќе прикажеме некои материјали што ќе ги спремиме. Ја имате нашата подршка како медиум, секогаш простор временски во утринската програма да кажеме што им е потребно и на овие наши гледачи со граѓани. Тоа многу ни значи, благодарам.